Иако уредно поканети од службата за имунизација од Кочанскиот здравствен дом од 30 студенти од прва година факултет, ниту еден не се јави на задолжителните систематски прегледи. Во тој случај не може да се направи увид колку студентите се здрави и колку се запознаени со здравиот начин на живот и здравите навики, вели доктор Луиза Илиевска, специјалист по училишна медицина во Кочанскиот здравствен дом. Првото полугодие можам да бидам задоволна од извршената работа, како во поглед на бројот на прегледани ученици, така и за нивната здравствена состојба. Со исклучок на студентите кои беа планирани во месец октомври и ноември и уредно поканети, но ниту еден не се одзва. Не можам да ги критикувам студентите како неодговорни. Туку би рекла дека несериозно ја сватиле поканата. Токму затоа и сакам да потенцирам дека систематските прегледи за студентите се задолжителни. Значи, спаѓаат во тие задолжителни систематски, како што е за прво, трето, пето, седмо, оделение во средниот училиште за прва и трета година и прва година на оние ученици кои што продолжуваат на факултет. Доктор Илиевска потенцираше дека не е доцна планираните систематски прегледи на кои студентите требаше да се јават минатата година да ги направат годинава, со цел да се утврди нивната здравствена состојба. Од досега реализираните систематски прегледи јасно се воочува дека децата се здрави и дека нивните родители се грижат за здравствената состојба и навреме се реагира во случај на евентуална болест. Единствен проблем што може да се издвои е дебелината кај децата во училишна возраст и затоа лекарите издвојуваат повеќе време на превенцијата и едукацијата за здрава храна и здрав начин на живот. Тие навики на хранење, мислам дека бавно ќе ги искорениме, ама многу бавно. Инаку, од 4 февруари започнуваат систематските прегледи за децата од училишна и предучилишна возраст, планирани за второ полугодие согласно програмата за имунизација на децата предвидена од Министерството за здравство.